Купот на Македонија 2025 за сениори и за сениорки. Дзирнавте од кадарот предходно дека во студиото ни Андреас Трајковски, заедно е тука со Ана Крстевска, представниците на Атлетската федерација, дамата од организацијата, а господинот од надпреварувачите. Ке им посакаме добро утро. Добро утро, Иван. Официјално. Да, добро утро. Инаку само за гледачите да споменеме дека Андреас Трајковски живее во Данска, во Копенхаген, се надпреварува за сениорскиот тим на Македонија и екстремно се труди да го користи македонскиот јазик затоа што ете така, сака да го прави тоа. Ти благодариме за тоа, Андреас. Многу. Да, ќе ни дадете предност на нас, на дамите. дамите. Секако се разбира. Да, купот на Македонија е од исклучително значење на клубовите. Тука ќе си ги измерат силите веројатно, кој до каде. Но во исто време и за федерацијата. Може да почнеме со тоа какво значење има, Ана, и за клубовите, но и за вас, за Атлетската федерација. Така. Купот на Македонија, особено сениор, генерално сите купови во сите категории во атлетиката се од големо значење. Тоа се тимски надпреварувања, особено важни за клубовите, затоа што преку нив клубовите собираат бодови со кои што се рангираат во Атлетската федерација. Сега сениорскиот куп кој што се одржува овој викенд би бил круната на тие надпреварувања и од особено значење и е престижен затоа што не секој па и може да земе бодови на овој куп, затоа што за секоја дисциплина има соодветна норма која што треба да се постигне за да може надпреварувачот да освои бодови за својот клуб. Значи, генерално ни е најбројниот надпревар, најпрестижниот, каде што најдобрите надпреварувачи, најдобрите атлетичари се појавуваат на патеката, на теренот. И се надпреваруваат во сите дисциплини, трае 2 дена, значи се одржува овој викенд на арената Тодор Проевски во Скопје со почеток во 17 часот. Би сакале, затоа што е навистина одлично организиран, на највисоко можно ниво, да имаме и многу повеќе публика, мислам дека овие... Ќе биде од отворените? Да, секогаш се од отворените. Да има повеќе публика, да се даде поголема поддршка на надпреварувачите, затоа што важноста на овој куп не е само собирањето на поени за клубовите за рангирање, туку и за остварување на што подобри резултати како би можеле да се квалификуваат во репрезентацијата на Атлетската федерација на Македонија за надпреварите што следат од повисоко. Добро, тоа за надпреварот што следи во Марибор во Словенија. Така. За тој зборуваме. Добро, паралелно како течат подготовките и сега за оваа сабота па и за во Марибор Словенија се подготвуваат сите клубови. Како тече овој период? Значи, генерално тоа е процес кој што се случува цела година, можам да кажам, значи не е нешто што се случува само во текот на изминатиот месец или нешто што ќе се случува следниот или викендот после него. Репрезентацијата на Македонија е предводена од атлетичари од висок ранг како што се Андреас Трајковски, Дарио Ивановски, Јован Стојовски, Андријана Попарсова, Дрита Ислами. Зад нив следат и многу млади, успешни имиња како Огнен Стефановски, Марко Алексовски, Брајан Авија, Владимир Битолјану, кои што треба да ги наследат, да речам. Значи, тоа е процес кој што се случува цела година. Се знаат кои се најдобрите во своите дисциплини, генерално плюс-минус репрезентацијата, да не речам во 80% е сетирана, меѓутоа во некои дисциплини каде што ни недостасува, да речам, надпреварувачи, овие следни 2 викенда ќе се направи потисниот список, да речам, и потисниот избор за тие покривање на тие дисциплини. Имам и подпрашање, извини. Повелете, имате уште колку како 30 секунди. Точно ги знаете, ги следите целата година, ги знаете имињата, набројавме неколку и веројатно и очекувањата идат во насока на тоа од кого што се очекува. Прави ли тоа дополнителен притисок кај секој од нив, особено кај помладите? Апсолутно, притисокот е секогаш присутен, значи од секогаш, да речам, барем во изминатите години откако нели се претседателката Александра Војнеска-Зикова застана на чело, да речам, на Атлетската федерација, преку критериуми од страна на извршниот одбор, од страна на селекторот, значи поставени се строги критериуми кои што се
Нешто што навистина представува притисок, особено за помладите, старите атлетичари веќе ги имаат надминато тие критериуми и се многу над нив. Меѓутоа за помладите представува притисок секако, затоа што и тие сакаат се идентификуваат преку репрезентацијата и сакаат да обезбедат место во репрезентацијата. Значи престиж им представува на некој начин. Еден од оние кои што ја имаат таа чест и привилегија е Андреас Трајковски, ќе ни помогнеш Ана во преводот и во комуникацијата. Се подзаборавивме добро утро уште еднаш. Добро утро. Како си? Да, одлично сме. Ние се надеваме дека и ти си одлично во нашето студио. Ти на прво лице ќе ти се обратиме. Андреас, како е да се надпреваруваш пред македонската публика? Добро ден, добро утро. Да, I'm very happy with the support from Macedonian country for my season. Мојата сега за ова година е скок на 8 метри. Ама, зета ми беше направам историја со Македонија ова година. И, but I'm very happy that I get the support I get outside. Yeah. Да интерпретирам, Андреас е многу среќен и задоволен од поддршката што му ја дава македонската публика. Забележавте, екстремно се труди, тој спортисти нема да се предаде никогаш, се труди да го применува и македонскиот јазик, вели дека се надева дека ќе дојде до уште подобри резултати во надпреварите што следуваат. Што е она што ќе представува најголем предизвик тука на купот на Македонија? What will be your biggest challenge at the upcoming event? I would say the World Championship in Tokyo in September. European Team Championship во Словенија. I think the 23 во јуни. That is my what biggest competition this year. Најголемите предизвици ќе бидат светското првенство во Токио и европското првенство кое што следи. А што ќе биде најголем предизвик на надпреварот во Македонија? Дали да се надминеш себе си, дали да поставиш некое ново остворено? What will be the biggest challenge now these days at the upcoming event to compete against yourself, or you have a competition in the other competitors? Извини, зборувам англиски, ама се учам македонски, so I'm not comfortable speaking Macedonian now. But I think the biggest challenge for me right now is to focus on my craft, focus on my my training. Really want to represent Macedonia in the best of my ability. I'm proud to be Macedonian, very proud, happy, born and raised in Denmark. But I think this year I think I have something special for the Macedonian public. Everybody says 8 meter, but I've said Polaka a little bit. I will try to do my best for this summer. Yeah. Да. И се обиде најдобро што може да го оствари на добар резултат. Форсираме ние, нели си сакаме да си форсираме, ги бараме 8 метри во неговата дисциплина, меѓутоа полека со тренинг, горте што е македонец како што кажа, се труди што подобро да го запозна и да го зборува македонскиот јазик, што е тема за некои други емисии, меѓутоа ќе зборуваме и за тоа и едноставно на сите надпреварувања на кои што ќе се појави Андреас саветува дека ќе го даде недоброто од себе. Јован, имаш некој прашање за Андреас? Например, зошто се решил да настапува за Македонија? Кога има многу други наши таленти што не живеат во Македонија, што се родени во нашите граници, и што се решени да настапуваат за другите држави таму каде што се родени. Кој е клучниот момент што се реши да бидеш македонец? What was the key factor for you to be Macedonian as you are? Understands Macedonian. Мислам дека разбираш македонски, разбираш. What was the question again? The question was, what was the key factor, the key element for you to decide to compete for Macedonia? I've always knew that one day I will represent Macedonia. Секогаш знаев дека еден ден ќе настапам за Македонија. Дедо ми е, тако ми е father. Дедото и таткото immigrated to Denmark from Macedonia. Имигранти во Данска од Македонија? Во Данска. When a long time ago? Кога? Да, 1975. 1975, 1975.
And I told him before he passed away, unfortunately, he told me, I want to see you in Macedonian jersey. Your grandfather? Da. Да, на дедото кој што почина за жал, нели? And I told him, I promise you, because he always compared me to Carl Lewis all the time. Like, секогаш го споредува со Карл Луис, да? Недо, forward, you know, jump further. Be better, да. And then I told him, look, I will do it, and I feel the strong connection to Macedonia. Even though I haven't learned the language, I still, my baba is, I've been with my grandmother my whole life. Born and raised. Пораснате од бабата, she's a Kumanov. Влијанието на дамите, Кумановка патем, да. So we speak Kumanovski. Но се труди колку што може повеќе и што туку ме извести дека почнал да учи својата киркичка да зборува македонски. И така треба, и така треба. Браво. Така треба. Подобро, тежок е, лесен е македонскиот за учење? Да. I think граматиката, I can read, the Macedonian and understand, but it's just for conversation. It's just, we will make extensive conversations, so you will be in the future, so you will have... После 100% спорува македонски, 100%. Ќе се обидеме почесто да комуницираме, да. After hopefully you'll see. I'll do my best. Ќе следиме, се разбира, ќе видиме, да, добро. Освен Андреас, Ана, што ќе видиме друго? Кои други надпреварувачи очекуваме да се истакнат, да ги спомена имињата на кремот на нашата атлетика во моментов, меѓутоа од кого очекуваме некој резултат, па и можеби на меѓународна сцена нешто сега, какви се, нели во спортот е неблагодарно да се прогнозира, меѓутоа како се подготвуваат нашите надпреварувачи, како се очекувањата? Така, подобри резултати се очекуваат секој пат на секој надпревар, барем нас ни е таков спортот. Секако ги споменав од сите сениори, очекуваме добри резултати, апсолутно, затоа што тие веќе се борат и со самите себе си, меѓутоа се обидуваат и да ги турнат границите, да успеат да се квалификуваат и за светското првенство, како што напомена Андреас, тоа е некој предизвик што го гледа во поглед на она што треба да го направи овој викенд на купот. Што туку, да не речам, неодамна Огнен Стефановски постигна нов државен рекорд во 10-то бој. Значи, Огнен е исто така еден од атлетичарите од кој што се очекува многу. Брајан Авија, Марко, исто така, значи тоа се деца, млади деца кои што наназад во изминативе 2-3 години веќе успеваат да остварат норми за европските првенства во нивните категории. Значи, тоа се деца каде што не се очекува само да истрчаат резултат, туку се очекува да истрчаат норми, да остварат норми за престојните првенства кои што им следат. Затоа што после Европското тимско првенство кое што се одржува во јуни, има балкански првенства за под 20, под 18 години и сениорската балканијада која што следува во јули. Нели нормално, и тоа се некои надпревари што за нив представуваат, да речам, престиж и се борат за што подобар резултат во тој поглед. Пред да финишира Јована со прашањето, само да подсетиме дека Андреас Трајковски го освои историското 8-о место на Европското првенство во Сала, во Апелдрон, во скок во далечина во Холандија, откако македонскиот атлетичар испиша историја станувајќи прв во историјата на нашата земја кој што успеал да се пласира во едно големо финале. Колку е ова значајно, не би знаеле дали сме свесни, меѓутоа со понатамошните негови резултати очекуваме тоа да биде потврдено. 7.85 беше неговиот скок на Балканското првенство за сениори во Сала, во Белград, во Србија. Андреас Трајковски се искачи на подиумот, освојајќи ја бронзата во скок во далечина, 7.63, го освои својот трет медал на балканските шампионати. Тоа се остварувањата кои што ќе ги издвоиме, меѓутоа очекуваме од него да продолжи, ако ништо друго, во овој висок ритам на надпреварување. Добро, сакав само и да го заокружиме разговорот во поглед на тоа дека Атлетската федерација го подготвува овој настан, го организира, велите дека организацијата е на високо ниво, дека се е подготвено. Кога знаете, верувам и сте искусиле на своја кожа и знаете кај индивидуалните спортисти кој кафе притисокот кога е индивидуален спортист, како некако дали дружењето меѓусебно имаат ли можност да се видат како психички се ослободуваат од тој притисок за да можат да се фокусираат само на резултатите, затоа што реално резултатите се најважни и тука треба да се покаже
она што велите има континуитет, цела година се подготвуваат. 5 минути се кога треба да се покаже. Така, јас можам само да Па во кажам атлетиката дека не се минути, туку се Па секунди. добро, да, не така ви е, да, да, понекогаш така е минути, според меѓутоа да, морам да го стои. истакнам моментот што е многу редок. Во атлетиката ние сме едно специфично семејство. Да, индивидуален спорт е, сите се противници, да не речам еден со друг, меѓутоа за време на надпреварот сите се бодрат еден со друг. Тие се познаваат, се гледаат на патиката секојдневно за време на нивните тренинзи. Да, се борат за своите купови, даваат максимум колку што може да дадат од себе за да освојат бодови за својот клуб. Меѓутоа, поддршката едни со други е нешто што навистина мислам дека им ја малку неутрализира таа трема ли е пред надпревар, притисок ли е, што и да е. И мислам дека како такво едно мало необично семејство дека многу полесно се надминува целиот Да, притисок. истото прашање за Андреас. Андреас, што гледаш кога ќе ги погледнеш своите колеги од репрезентацијата, дали гледаш една група и на какви луѓе? I will explain it in English. I understand. Разбира. I would like to You asked me about the Не се Yeah, само about the колеги, туку си colleague and the пријатели. national team, how you did. Yeah, the League of extraordinary ladies and gentlemen in the Macedonian team. Yeah. About the personality of your teammates. Oh, I mean, great. I mean, since I became a Macedonian athlete, you know, the athletes have been taking good care of me, you know, asking me a lot of questions about where I come from. Се грижат за мене, ме Да. прашуваат од каде доаѓам колегите. And you know, I have to give big respect to Moramo athletes like početi Dario, za site. Jovan, Trita, Adriana, because they have been Adriana. giving me some great support when I transferred from поддршка се Denmark за to мене, Macedonia. особено кога се трансферирав од Данска во And also, of course, Alexandra for giving me the opportunity to Председателката represent Александра исто така. the country. So yeah, I'm very happy with, but I'm looking forward to the future. I think the future is bright for Macedonian athletics. Мислам дека иднината за македонската атлетика е светла. Ова е Сите добро. го делиме Ова е- тоа мислење со тебе, Ова е убаво да Андрес. се слушне, да. Се изнамачи. Да. Нека биде Прости година ми на што те разговорот. изнамачивме ова утро пред надпреварот непосредно. Ете, Ви благодариме. извадија таа енергија викендов. Ти благодарам. Ви благодариме, благодариме.